163 милиони евра на управата за јавни приходи и должат граѓани и фирми. Според последните податоци, долгот зад себе го оставиле речиси 2000 фирми и над 2500 лица кои се најдоа на црната листа. Реално овој долг е голем и тоа значи дека УЈП може да стисне здраво во наплатата на државното, зашто пари требаат секогаш, а поготово пред избори. Нивната важност е непроценлива. Но од кого УЈП може да бара пари и при тоа да ги добие? Прв на листата на побарување е веќе фамозната фирма Тето, зад која по сите основи има милионски долгови, но и многу политика. Од тука, долгот кон државата стои во место долго време, а шансите да се наплати се многу мали. Веднаш за Тето е мексиканецот со македонско потекло Ангел Кастилјо, кој себе и државата ја заглави во бизнисот со производство на автобуси. И овде, како и во првиот случај, во перење се пари кои УЈП речиси е сигурно нема да ги добие. Освен овие, списокот на УЈП долг го прават и други приватни фирми, но круната ја носат не тие, туку фирми чиј основач е државата. Тука пред се јавните предпријатија за одржување и заштита на магистрални и локални патишта, кое должи цели 4 милиони евра. Голем должник е Македонска радиодифузија, Општината Карпош, јавното предпријатие Скопје, Водостопанство на Македонија, Агенцијата за цивилно воздухопловство и други. Но од овие сметки пари тешко ќе тргнат кон УЈП, исто како и од славниот тутунски бос Бајруш Седију, кој инаку е шура на косовскиот председател Хашим Тачи и во моментов станар во штипскиот затвор. Издржува долга казна, но пари за државата нема.